Денешнава лекција по математика за 8 оделение. Јас сум наставник Сонја Трајковска од Основно училиште 11 октомври Куманово. Лекцијава е од тема алгебра и решавање проблеми. Наставната единица се вика линеарна низа. Цели на часот е учениците подобро да го разберат поимот линеарна низа, самостојно да запишуваат општ член на низа и самостојно да пронајдат одреден член на низа. За таа цел да се потсетиме, низа е листа на броеви поврзани со одредено правило. Линеарна низа е низа кај која чекорот се добива со разлика помеѓу некој член и неговиот претходник. Нека е дадена една низа А1, А2, А3, А4, велиме прв член на низата е А1, а чекорот за наоѓање на нареден член во една низа ќе го најдеме така што ќе одземеме А2 минус А1 или А3 минус А2 или А4 минус А3, односно било кој член од низата и неговиот претходник. Ова се два клучни елемента од кои што ни се потребни за да го најдеме општиот член на низата, кој што го означуваме со АН и го бараме по формулата АН еднакво на А1 плюс Д по N минус 1, со што можеме да најдеме било кој член од една низа, например 20-тиот, 51-тиот, еве например 44-тиот член, само со тоа што на местото на n ќе го поставиме бројот 44. Па би било А44 еднакво на А1 плюс Д по 44 минус 1. За да ви стане појасно, ќе решиме неколку задачки. Задача 1. Нека е дадена низата 4, 7, 10, 13 и така натаму, одреди го општиот член на низата и нејзиниот 101 член. Оваа низа е растечка, аритметичка низа. Растечка затоа што се зголемува со секој нов член, а аритметичка затоа што секој нареден член се добива со разлика помеѓу два соседни члена, односно од било кој член се одзема неговиот претходник. Во низава чекор е 3, значи 7 минус 4 дава 3, 10 минус 7 дава 3, или 13 минус 10 дава 3, или пак 4 плюс 3 дава 7, без разлика. Првиот член е 4, значи во формулата за општ член на низа АН еднакво на А1 плюс Д по N минус 1, добиваме АН еднакво на 4 плюс 3 по N минус 1, каде што 4 плюс 3 по n, 3n и 3 по 1, 3 по минус 1 дава минус 3, 4 и минус 3 ќе даде 1, значи 3n плюс 1 би бил општиот член на низата. Доколку сакаме 101-иот член на низата да го најдеме, тогаш на местото на n ќе поставиме 101 и овде, значи добиваме А101 еднакво на 4 по 3 по во заграда 101 минус 1. Значи, најпрви, за да го средиме ова, треба да се реши операцијата во заградата, значи 101 минус 1 ќе ни даде 100, а ова, за да го решиме 4 плюс 3 по 100, значи прво треба да се множи, а потоа да се собира, па поради тоа 3 по 100 ќе даде 300, 4 плюс 300, 304. Обратна задача од претходната, значи овде ако да го искористиме правилото од n-ти за да ги најдеме членовите во низата. Искористи го правилото n-ти за да ги одредиш првите 5 члена на низата. Член по реден број, а потоа додај 5. Значи АН еднакво на 4 по реден број n плюс 5. Овде, за да го најдеме првиот член, на местото на n треба да ставиме 1, значи А1 еднакво на 4 по 1 плюс 5, прво се множи, па 4 по 1, 4 плюс 5, 9. Во вториот член на местото на n ќе поставиме 2, А2 еднакво на 4 по 2 плюс 5, прво се множи, па ќе биде 4 по 2, 8 плюс 5, 13. За третиот член на место n ќе ставиме 3, А3 еднакво на 4 по 3 плюс 5, 4 по 3, 12 плюс 5, 17. За четврти член ќе ставиме 4, па ќе биде 4 по 4, 16 плюс 5, 21. За петиот член ќе ставиме 5, 4 по 5, 20 плюс 5, 25, па низата би била 9, 13, 17, 21 и 25. Задача 3. Нека е дадена низа со шеми од форми, најди ја бројната низа и општиот член на низата.
Еве ги шемите 1, 2, 3, 4, прва, втора, трета, четврта шема. Значи овде се дадени редните броеви на шемата, број на сини кругови во шемите, број на црвени кругови во шемите и вкупниот број на сите кругови во шемите. Значи шема 1 има 5 сини круга и 3 црвени кругови, вкупно се 5 и 3, 8 круга вкупно во првата шема. Во втората имаме 10 сини и 3 црвени круга, вкупно 13. Во третата шема имаме 15 сини и 3 црвени, вкупно 18 кругови и во четвртата шема имаме 20 сини и 3 црвени, вкупно 23. Значи, како ги добиваме членовите во низата, па редниот број на шемата го множиме со 5, значи 1 по 5 е 5 плюс 3, 8, значи го добиваме првиот член на низата. Во втора шема, значи бројот на шема го множиме со 5, 2 по 5, 10, плюс 3, 13, го добивме вториот член на низата. Во трета шема 3 по 5, 15, плюс 3, 18, го добивме третиот член на низата и четврта шема 4 по 5, 20, плюс 3, 23, го добиваме четвртиот член во низата. Низата е 8, 13, 18, 23, значи ако сакаме да најдеме општ член на низата, ни го треба првиот член од низа, тоа е 8 и чекорот, значи по кој што се менува низата, 8 плюс 5, 13, 13 плюс 5, 18, значи d ни е 5. Па имаме an еднакво на 8 плюс 5 по n минус 1, значи петката ќе влезе внатре во заградата да ги множи, n и 1, па 5 по n ќе даде 5n и 5 по 1 ќе даде 5. Значи 8 се препишува плюс 5n минус 5. 8 и минус 5 се слични, значи 8 минус 5 ќе даде 3, а 5n ќе си го препишеме бидејќи е различен од нив. Па an еднакво на 5n плюс 3. Задача 5. Одреди ги членовите што не достигаат во овие аритметички низи, под А низата е минус 23, минус 17, третиот член се бара, четвртиот и петиот се бараат, го имаме шестиот и седмиот член. Овде во оваа низа е карактеристично тоа што имаме два члена еден до друг, значи можеме од овој член, например, да го извадиме неговиот претходник и да го добиеме чекорот по кој што се менуваат членовите во оваа низа. Па од минус 17 ќе го извадиме минус 23, значи минус 17 минус 23. Значи овој минус пред заграда ќе ни го смени знакот внатре, па би било плюс 23. Значи минус 17 се препишува плюс 23, значи овде добиваме во плюс, значи го земаме знакот на 23, еве го плюс, и од бидејќи се со различни знаци, од 23 го вадиме 17, останува 6. Значи, добиваме чекор 6 и чекорот D, кој што е 6 и овој прв член од низата А1 еднакво на минус 23, ни помага да ги најдеме останатите членови во низата. Значи, од првиот член минус 23, ако додадеме 6 добиваме минус 17, на минус 17 ако додадеме 6 добиваме минус 11, на минус 11 ако додадеме 6 добиваме минус 5, на минус 5 ако додадеме 6 добиваме 1, на 1 ако додадеме 6 добиваме 7, на 7 ако додадеме 6 добиваме 13 и така натаму. Значи, под Б имаме низа 43, вториот член се бара, третиот, четвртиот и петиот се барат, го имаме шестиот член 18. Значи, првиот член е 43, го запишуваме. И овде е карактеристично тоа што немаме еден член до друг, за да можеме да го најдеме на претходниот начин. Сега ќе искористиме формула за општ член на низа, односно на местото на општиот член на низа ќе го ставиме шестиот член. Значи од шестиот член на низа ќе го најдеме D. Па во формулата AN еднакво на 1 плюс D по N минус 1, на местото на N ќе поставиме 6, па A6 еднакво на 43, тоа не е првиот член од низата, плюс D по 6 минус 1. Сега 6 минус 1 ќе ни даде 5, па ќе добиеме тука 5D, значи наместо A6 заменуваме 18, еднакво 43 плюс D по 5.
Значи, ако сакаме оваа равенка да решиме по D, значи 5D има непозната, ќе остане од една страна, 43 и 18 немаат непозната, па ќе бидат од иста страна, значи 43-ката треба да смени страна, да смени знак, па ќе бидне плюс 18 и минус 43 да е еднакво на 5D. Овде плюс 18 и минус 43 ќе добиеме негативно 25, значи минус 25, па од овде 5D еднакво на минус 25. Доколку пак оваа равенка сакаме да ја решиме по D, тогаш D би ни било еднакво на минус 25 поделено на 5. Овде би добиле минус 5, затоа што 25-ката е негативна, а 5-ката е позитивна. Значи, чекорот го добивме дека ни е минус 5. Со помош на чекорот, D еднакво на минус 5 и првиот член 43, можеме да ги најдеме останатите членови на низата, па тогаш низата би била 43 минус 5 дава 38, 38 минус 5 дава 33, 33 минус 5 дава 28, 28 минус 5 23, 23 минус 5 18 и така натаму. Значи гледаме дека оваа низа е опаѓачка низа. Задача 6. Картите покажуваат 4 енти члена и 5 низи. Еве ги ентите членови 4 и 5 низи. Поврзи го секој енти член со соодветна низа. Под А барање и под Б барање одреди го ентиот член за преостанатата низа. Значи една низа овде ќе остане и на таа низа треба да најдеме општ член. Овде пробајте сами да ја решите задачата, доколку успеете, после ќе го провериме решението. Стопирајте го видеото. Еве, доколку сте завршиле, да провериме. Решение. Од низите ќе направиме општи членови за да видиме кој со кого одговара. Значи првата низа 5, 13, 21, 29, прв член е 5, а чекорот е 8, значи 5 плюс 8 13, 13 плюс 8 21, значи во формулата за општ член на низа А1 ни е 5, D ни е 8, значи ќе биде А1 еднаква на 5 плюс 8 по n минус 1, значи ќе биде 5 плюс 8n минус 8, овде 5 и минус 8 се слични, па ќе добиеме минус 3, а 8n ќе го препишеме. Значи општиот член на низата е 8n минус 3. Во втората низа 5, 6, 7 и 8, првиот член гледаме дека е 5, D е 1, значи 5 плюс 1 6, 6 плюс 1 7, значи во формулата за општ член на низа добиваме AN да е еднакво на n плюс 4. Во третата низа 5, 8, 11, 14, првиот член е 5, D ни е 3, значи 5 плюс 3 8, 8 плюс 3 11, значи D ни е 3, па во формулата AN еднакво на A1 плюс D по n минус 1, добиваме AN еднакво на 5 плюс овде 3 по n ќе бидне 3n, минус 3 по минус 1 ќе бидне минус 3, 5 и минус 3 ќе добиеме плюс 2, значи 3n го препишуваме, па ќе бидне општиот член AN еднакво на 3n плюс 2. Во четвртата низа 5, 7, 9, 11, првиот член ни е 5, а чекорот ни е 2, значи 5 плюс 2 7, 7 плюс 2 9, па во формулата за општ член на низа AN еднакво на 5 плюс 2 по n минус 1, значи двојката влегува во заградата да помножи 2 по n 2n и 2 по минус 1 минус 2, па имаме 5 и минус 2 се слични, добиваме тука 3, а 2n го препишуваме, па општиот член на низата AN еднакво на 2n плюс 3 и последната 1, 5, 9 и 13, првиот член гледаме дека сега е 1, а D ни е 4, значи 1 плюс 4 5, 5 плюс 4 9 или 9 минус 5 е 4, како и да е, значи чекорот ни е 4, а n еднакво на 1 плюс 4 по n минус 1, значи 1 плюс 4 по n ќе даде 4n и минус 4 по 1 ќе даде 4, значи 1 и минус 4 добиваме минус 3, а 4n си го препишуваме, значи општиот член на низата AN еднакво на 4n минус 3. Значи овде имаме 4
Општи членови, овде имаме 5 низи, значи ќе појдеме од оваа последната, значи 1, 5, 9, 13 доби 4n минус 3, 4n минус 3 го бараме овде, еве го, значи за да ги сврземе ги боиме во иста боја. Низата од претходно 5, 7, 9, 11 има општ член 2n плюс 3, бараме 2n плюс 3, еве го, значи за да ги сврземе ги боиме во иста сина боја. Низата 5, 8, 11, 14 има општ член 3n плюс 2, 3n плюс 2 го бараме, еве го, значи за да ги сврземе ги боиме во иста зелена боја. И низата 5, 6, 7 и 8 има општ член AN еднакво на n плюс 4, еве го n плюс 4, за да ги сврземе ги боиме во иста жолта боја. Значи само оваа низа, овде нема соодветен општ член, за неа треба башка да најдеме, нели, општ член, ние го најдовме, значи AN еднакво на 8n минус 3. Тоа е се што требаше да се најде во оваа задача. Благодарам.